овој закон треба да почне од јануар 27. Сега во овој закон е комплетно образложена и командна структура, и вработувања, и одговорностите на председателот, секој суд, како треба, што треба да се прави. Од септември месец ќе мораме да се ангажираме ова бенефицираниот стаж да биде впишан до нова година и во Законот за пензиско и инвалидско осигурување, но мислам дека таму нема да имаме некој проблем и не би требало да имаме. Наредна работа која што јас веќе си ја поставував како цел ми е да се отпочни преговори со Министерството за правда за изготвување на нов закон кој што ќе биде посебен закон само за судска полиција. Затоа што сега имаме огромен закон за судска служба и сме како дел цело време бевме кочени да не го обременуваме законот за судска служба, затоа што веќе повеќе од 33%, 34% од законот испадна дека е за судската полиција, а останаа уште многу работи недоречени. Останаа да речеме да користиме потполно истите дисциплински постапки, што не би требало да се така. Дисциплинските постапки за судски полицаец, за овластено службено лице, и тоа прв пат еве сега го добиваме впишано баш во конкретно во законот, дека сме овластени службени лица. До сега постоеше само во закон за вработени во јавен сектор. Не може да се мешаат овластените службени лица со судските службеници, со техничко помошен персонал и со сите други вработени во судството. Што значи ќе ни престои многу голема борба и барем до сега тоа што сме решиле и како председателство, затоа што не јас ова никогаш не го правам сам. Стално е консултација со колеги низ цела Македонија, јас правам многу обиколки низ Македонија и одлуките се носат заеднички. Ардуана до сега сите одлуки што сме ги донесле, идеи што сме ги смислиле дека треба да ги оствариме, до сега сме ги оствариле. И мислам дека и ова ќе го оствариме.